Кампања за локални избори петти ден. Цела работна седмица кружат видеа на социјалните мрежи на политичките опоненти за градоначалничкото столче во метрополата. Деновиве и умилената серија на телевизија некогаш ќе ви прекине советување дека Скопје ќе биде чисто. А и во следните 2 недели тешко дека ќе можете да си ги слушнете умилените хитови на радио без мала пауза за платена политичка реклама. Но каков градоначалник сакаат скопјани? Какви се нивните очекувања? Сител ги анкетираше минувачите. Граѓаните од идниот градоначалник очекуваат конкретни решенија, а не празни ветувања. Најчестите барања се насочени кон решавање на 2 проблема: ѓубрето и нефункционалниот јавен превоз. Очекувам да се среди состојбата со сообраќајна хигиена, да го исчистат градот и да го ревитализираат стариот град, дел од градскиот парк, значи да ги вратат под градска управа. Очекувам поубав град. Кои најголеми проблеми ги забележувате вие како млади во главниот град? Па нечистотија, неред и градскиот превоз. Кои проблеми треба да ги реши? Хаосот во сообраќајот. И со овие точаците и со електричните тротинети, за нив не важи ни закон, ни правило. Јавниот превоз катастрофален. Не мора да живееш во Македонија за да забележиш дека Скопје се дави во ѓубре. Не идовме и на туристи. Нивниот впечаток е дека улиците се нечисти, а отпад има насекаде. I notice a lot of trash in the streets, so maybe more like a good trash system for the persons living here. And also maybe the building structures, because there's a lot of like poor buildings that's falling down. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме бараат новиот градоначалник да се фокусира и на подобрување на воздухот, бидејќи во лето тешко се дише поради чадот од пожарите, а на зима чистиот воздух е синоним за луксус. Комуниколозите велат дека идниот градоначалник или градоначалничка во Скопје мора да биде транспарентен и постојано достапен за проблемите на граѓаните. Сам дека градоначалникот или градоначалничката треба да бидат луѓе кои што ќе бидат достапни, а на секоја платформа, дали во живо и онлайн, дали на било кој друг начин, што граѓаните, медиумите тоа ќе го побараат, а треба да биде личност која што ќе ги исполнува очекувањата и ветувањата што ги дава, меѓутоа ќе биде отворена да работи, а не да политизира, а не да ужива во придобивките кои што функцијата ги нуди, и пред се да биде личност која што ја познава општината или градот. Градоначалничката трка за град Скопје ја трчаат вкупно 16 кандидати. Габриела Лескова, Сител телевизија.